Добро вечер, почитувани гледачи, во продолжение минути за вестите од културата. Доделени се традиционалните награди на Друштвото на писателите на Македонија. Романот Три Марии на Оливера Ќорвезировска ја доби наградата Стале Попов. Во присрет на одбележувањето на 79 години од основањето на Друштвото на писателите на Македонија, беа објавени добитниците на 5 традиционални годишни награди на ДПМ. Оваа година на конкурсот се јавија рекорден број на автори и книги. Годинава имавме рекорден број пријавени книги, 53 книги. Беа избирани во два круга. Прво беа објавени полуфиналистите, а потоа објавени и финалистите на книгите. Потоа се состанаа 5 жири комисии и со дискусија, некои и согласање, ги одбраа 5 добитници. Оваа година на конкурсот за традиционалните годишни награди на Друштвото на писателите на Македонија беа пријавени вкупно 53 наслови. Тоа е 7 повеќе од минатата година, кога беа пријавени 47 наслови. Добитник на наградата Стале Попов е романот Три Марии од Оливера Ќорвезировска во издание на Арсламина. Наградата Ацо Шопов ја доби книгата Во образби, лирски етиди за некој друг свет од Бранко Цветковски во издание на Макавеј. Наградата Ванчо Николески ја доби детската книга Илина и тајните на Бабин Зап од Хана Корнети во издание на Или. Наградата Димитар Митрев и припадна на книгата Книжевни созвучија и огледала од Елизабета Шелева во издание на Сивеан. А наградата Мост ја доби книгата Инфинитивна поука од Ахмет Селмани во издание на Академска мисла. За наградата Стале Попов беа пријавени 17 наслови за најдобра книга прозна. За Ацо Шопов за поетска збирка имавме 18 наслови. За Ванчо Николески, книга за деца и млади, беа 13 наслови. За Димитар Митрев, критика и есеистика, 4 книги. И за наградата Мост беа пријавени 3 наслови. Наградите беа избрани од анонимните жири комисии, кои што беа избрани исто така на анонимен начин и работеа анонимно и независно. Беа прво беше представен полуфиналниот круг, а потоа беа представени и финалистите. Наградите на добитниците им беа свечено доделени на 13 февруари, денот кога пред 79 години е формирано Друштвото на писателите на Македонија. По 10 години пауза повторно започна со работа еден од најпрепознатливите музички символи на градот Прилеп – дувачкиот оркестар. Возобновувањето на оркестарот се реализира со почетна логистичка и финансиска поддршка од општина Прилеп. Деталите од прилогот на колешката Каролина Дурло. Во пресрет на годинашното издание на Карневалот Прочка 2026, кој ќе се одржи од 20 до 22 февруари, со одлука на градските власти се возобнови градскиот дувачки оркестар, а чие делување од 2015 година беше замрено. Прилепскиот дувачки оркестар, кој со години беше и остана еден од најпрепознатливите музички символи на градот под Марковите кули, сега има нов состав, кој своето прво јавно представување ќе го има токму на Прочка. Сочинете од млади, талентирани, образовани и професионални музичари од Прилеп, кои согласно новото време, оригинално и во свој стил, ќе ја продолжат традицијата подолга од еден век. Го враќаме звукот што недостасуваше, кога младите музичари свират за својот град со гордост. Наша должност е да бидеме дел од таа приказна. Нашата поддршка е сигурна, затоа што културата е темелот врз кој ја градиме иднината. Овој оркестар не е само музика, туку е и дел од идентитетот на Прилеп, и затоа тој ќе биде дел и од сите наши празници, свечености и манифестации, вели градоначалникот Дејан Продановски. И на Кукоре
корените на Прилепскиот дувачки оркестар датираат уште од далечната 1924 година. Во 1930 година оркестарот е проширен со нови музичари, кои свиреле на лимено дувачки инструменти и чиј број достигнал околу 20-тина. Бил создаден од железничарите и железницата, а се свирело под диригентската палка на прилепчанецот Ѓорги Шабановски Шабанче. Во годините што следеле, дувачкиот оркестар имал своји подеми и падови, но речиси секогаш обстојувал се до 2015 година, односно до смртта на тогашниот диригент и врвен музичар Илија Јанчулески, кој со својата посветеност и професионализам успеа да изгради традиција од генерации блех музичари. Во тоа време, особено впечатливи беа настапите на оркестарот и на популарните мажоретки на карневалот, кои всушност го означуваа почетокот на карневалските случувања и без чие присуство карневалот не можеше ни да се замисли. По повод Меѓународниот ден на грчкиот јазик, амбасадата на Грција во Македонија организира настан во чест на безвременските стихови на познатиот грчки поет Константинос Кавафис. На настанот присуствуваше нашата колешка Ирена Пепелјуговска-Цветановски. По повод Меѓународниот ден на грчкиот јазик и повторното објавување на избор од поезијата на светски познатиот грчки поет Константинос Кавафис, амбасадата на Грција организира настан во чест на безвременските стихови на Кавафис и трајната убавина на грчкиот јазик. А по тоа имаме еден посебен повод, тоа е повторната публикација на антологија, збирка поезија на познатиот грчки поет Константинос Кавафис. Така што вечерва ќе имаме можност да чуеме малку повеќе за неговиот живот, за неговото дело и да слушнеме рецитирање на поеми, на негови поеми и во исто време музичка изведба на поемите на Кавафис. Киме ке екадофорес πιο χαρούμενο. И уште повеќе заради тоа што овој настан е поврзан со повторното издавање на збирка поезија на еден од најголемите поети, а тоа е Константинос Кавафис, кој што е преведен на сите официјални јазици. Вечерва ќе извадам музички две поеми на Константинос Кавафис. Голема чест представува што воопшто се врши прв пат промоција на преведени дела од Константинос Кавафис, бидејќи не постоеше толку широк опсек на негови преводи. Се надевам дека читателите ќе уживаат во неговите дела преведени на македонски јазик и ја очекуваме промоцијата и дистрибуцијата на книгата. Се работи за ново издание кое што дополнете, кое што има навистина една нова димензија. Се работи за книга која што вклучува поезијата препеана од нашиот познат препевач Паскал Гилевски и дополнето со поговор кон изданието, исто така и една селекција од фотографиите од личните фотографии на авторот Константинос Кавафис, кој е еден од најзначајните автори на грчката книжевност на 20-тиот, па и на европската и на светската книжевност. На настанот се одржа и панел дискусија за наследството на поетот, неговиот предпознатлив глас и неговата континуирана релевантност во современиот свет со учество на истакнатите панелисти: Кристијан Велјанов, раководител на Одделот за грчки јазик и култура, Здружение Пелагонија, Милтијадис Фиоренцис, актер, наставник по драма, и Бојан Саздов, главен уредник во Издавачкиот центар 3. Избрани песни од Кавафис изведе баритонот Николаос Караѓиаурис. Тука е крајот на ова издание на Вестите од културата. Ви благодарам што бевте со нас. Од мене пријатна вечер.